Во последниот период се случува нешто многу интересно околу биткоин, а тоа не е директно поврзано со самата мрежа, туку со ETF пазарот. Поточно, опциите врз биткоин ETF-ите почнуваат се повеќе да влијаат на самата цена на биткоин. До сега најчесто зборувавме за приливи и одливи во ETF-ите. Колку пари влегуваат, толку има дополнителна побарувачка. Но сега во игра влегуваат и опциите. Тоа се договори преку кои големите инвеститори се позиционираат однапред, дали очекуваат пад или раст. Кога има голем обем на опции на одредени ценовни нивоа, маркетмекерите мораат да се хеджираат, а тоа значи дека купуваат или продаваат вистински биткоин ETF акции за да го балансираат ризикот. И тука почнува ефектот. Дериватите не само што го следат пазарот, туку почнуваат и да го буткаат. Ова е многу важно затоа што ја менува динамиката. Биткоин повеќе не се движи само според спот побарувачка или криптоентузијасти. Сега сериозен дел од движењата може да доаѓа од Wall Street стратегии и професионални деривати. Од една страна ова носи повеќе ликвидност и поголем институционален интерес. Од друга страна може да донесе побрзи и поагресивни движења околу клучните ценовни нивоа, особено кога истекуваат опциите. Затоа прашањето повеќе не е само колку ETF прилив има, туку и како се позиционирани опциите. Ако тие почнуваат да доминираат, биткоин ќе стане уште повеќе поврзан со традиционалните финансиски пазари. Следниот период ќе биде интересен затоа што ќе видиме дали опциите ќе продолжат да ја зголемуваат својата улога или ова е само почетна фаза на нова структура на пазар.